Почитувани граѓани, еве денес после 6 месеци се разгледува Законот за парнична постапка, кој што е процесен закон од исклучително значење за целокупното водење на постапките во судовите. Но ако видиме дека е доставено со европско знаменце, можеме да подразбираме дека станува збор за усогласување. Да, има неколку членови што се усогласуваат, но брзината со која што требало да се донесе овој закон е занемарена. Зошто? Ако во октомври 2022 година било завршена процедурата во законодавно-правната комисија, после 6 месеци се разгледува ова законско решение, во кое што има неколку забелешки на кои што реагиравме и не знам дали сегашните представници остануваат на ставовите и на доставените предлог норми кои што треба да бидат донесени во ова законско решение, дали целосно се согласуваат, и ќе ги замолам на неколку дилеми на кои што во дадениот момент тогаш одговараат други представници, да истите се произнесат дали остануваат со нивните констатации за кои што дополнително ќе побараме мислење од вас, односно ќе ви цитираме на што сме наишле при разгледување на ова законско решение и сметавме уште од тогаш дека за вакво законско комплексно решение, бидејќи станува збор за закон за парнична постапка, ова е костурот на водење на постапките пред судовите и од чие што имплементација и носење зависи експедитивноста и квалитетот на самите пресуди кои што се донесуваат. Во однос на бројот на членови кои што се менува, потенцирав се менуваат неколку членови, но суштината во изменувањето се работи, како што претходно напомена колегата, дека во однос на достава која што, цитирам, во досегашната пракса се испостави дека е проблематична, односно е алка за одложување на рочиштата и за добивање на време во однос на постапување на самите странки, односно на тужителите или оние кои што се тужени. Затоа сметам дека во подобрување на ова насока, иако не е прецизно дообјаснето во ова законско решение што ќе се постапува со ваквата достава, сметаме дека доставувањето од страна на посебни правни лица треба да се доуреди, да биде попрецизно, за да може во секој момент да се има увид каде е доставата и каде затајуваат постапките во однос на губење на роковите, а со цел на правење на одредени штети на одредени лица. Една од одредбите која што се менува е и членот 80, каде што е уредено во однос на застапувањата во предсудовите, односно полномошниците, и имаме една одредба која што мора да се примени онака како што е предвидена, а не да се заобиколува и да се прави експериментирање во однос на нејзината имплементација. Имено, се воведува во членот 80 ставот 3 вели вака: странката може да поднесе вонреден правен лек и да преземе действија во постапката по вонреден правен лек само преку полномошник, кој е адвокат или лице дипломиран правник со положен правосуден испит, кој е вработено кај странката, освен ако е самата адвокат или дипломиран правник со положен правосуден испит или е универзитетски професор по правен предмет поврзан со судската практика од соодветна област. Ова е одредба која што треба јасно и децидно сите да ја подразберат дека треба да се постапува за да се заштитат правата на оние кои што пристапуваат да ја барат правдата во судовите, а не да се експериментира со овие одредби и со нивно прекршување, а ова е всушност повреда на постапката, за да понатаму се одлагаат самите рочишта. За непримена на овие постапки и не на санкционирање од страна на судовите треба да има соодветни санкции, бидејќи ова е еден од основите за понатамошно поништување на пресудите и губење на време, а секако добивање на оние кои што намерно не ја применуваат. Понатаму во однос на бесплатната правна помош, за која што цитирав и на самата комисија, тогашниот представник се произнесе дека, цитирам: во однос на Законот за бесплатна правна помош, повереникот истакна дека се подготвуваат измени по истиот, со цел овој закон да се подобри, да биде применлив
за поголема група на граѓани и истите да се охрабрат да го користат ова право. Ова не случајно го зборувам, бидејќи е директно поврзано со Законот за парнична постапка, имено во членот 167, каде што во досегашното законско решение имавме разработено во кои случаи и како можат граѓаните да ги користат овие права, бидејќи не секој може да си дозволи, финансиски зборувам, да излезе пред судовите, бидејќи правдата е скапа, иако ја нема во Република Македонија, таа уште од самиот старт е скапа и затоа граѓаните не веруваат во судството и не пристапуваат кон заштита на собствените права, иако знаат дека се во право. И сега, во новото законско решение се бришат сите ставови од претходното законско решение и останува единствено со еден член и еден став. И вели: ослободување од плаќање на трошоци на постапката. Правото на ослободување од плаќање на трошоци на постапката и правото на стручна правна помош странката го остварува согласно закон со кој се уредува бесплатната правна помош. Затоа го спомнав она што претходно цитирав за изјавата на повереникот кој што беше присутен и најави дека се изготвува предлог законско решение, но еве 6 месеци немаме видено дека во однос на Законот за бесплатна правна помош имаме некои поместувања. Сега, ако судиме по овие постапки, тоа значи дека се остава вакуум простор, односно правни празнини во начинот на постапување и усогласување на законските решенија едно со друго. Повторно потенцирам, ова е смислена постапка и ако му требало на ова министерство 6 месеци да изготви измени и дополнување на Законот за бесплатна правна помош, а ова се обврзува со самиот овој закон за парнична постапка на кој што имаме европско знаменце, го замолувам представникот да се произнесе докаде е постапката за донесување на овие измени во однос на користење на бесплатната правна помош и што тие опфаќаат, кои категории на граѓани, во кои спорови и на кој начин ќе се остваруваат правата на граѓаните пред судовите, оние секако кои што не можат, потенцирам уште еднаш, да си дозволат да истите пристапат кон барање на правдата, бидејќи правдата, иако ја нема, уште од старт е скапа. А ова го потврдува, ќе се вратам и на членот 151, во однос на трошоци на постапката. Овие трошоци кои што се предвидени се многу големи за одредени категории на граѓани кои што не можат да си дозволат. И сега, во дадениот момент, во новото законско решение се предвидува во членот 150, кој што се однесува на трошоци на постапката во парничните трошоци, и во ставот 3, кој што е нов став, вели: кога со закон е предвидено пред поведување на постапката задолжително да се поднесе барање до одреден орган или друго правно лице, или кога е потребно да се прибави податок или доказ кој е нужен за водење на постапката, внимавајте, кој е нужен за водење на постапката, трошоците предизвикани во врска со тоа барање се сметаат за трошоци по повод на постапката што биле потребни за нејзино водење. Ова законско решение, ако, мислам, овој став, ако пластично го пренесеме, тоа е оној дел, уште при подготовка на поднесување на тужбата, кога треба да се прибават оние докази кои што се во полза на утврдување правилно на фактичката состојба за целосно донесување на соодветна пресуда согласно утврдена фактичка состојба. Самите тужители, односно подносители, имаат обврска да ги прибават овие докази, кои што во одредени моменти се доста високи, односно доста скапи, за да дополнително после тоа се утврдува дали истите согласно успехот во постапката ќе им бидат надоместени или не, но досега овие докази кои што се прибавуваа од одредени органи не влегуваа во трошоците. Но мораме да пристапиме кон целосно изменување на ова законско решение и уште еднаш да ве повикам, потребата од европско знаменце на Законот за парнична постапка воопшто не беше потребен. Бидејќи за носење на ваков процесен закон треба широк консензус, треба стручната јавност длабоко да биде навлезена во секоја една одредба, за која што ви потенциравме дека имаме одредени забелешки и очекуваме од представникот да се произнесе дали нешто од ова е прифатливо. Благодарам.
Снежана